А по вестите од светот се враќаме на домашни теми. На конференцијата неодамна за иновативни ИКТ решенија и трендови на која се дискутираше на повеќе актуелни теми и прашања во областа на ИКТ иновациите во функција на подобар бизнис, живот и развој. Беше најавено и отварање на технолошки парк. На оваа тема во ова издание на вестите разговараме со Горан Поповски, председател на МАСИТ. Добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Благодарам на поканата. Чија идеја беше отварањето на технолошки парк и кој се ќе учествува во развојот на овој технолошки парк? Можам слободно да кажам дека уште од пред 10 години идејата произлезе од потребите на ИКТ индустријата за истражувачки капацитети, за иновации, за делење на ресурси, на кадар, кој што е во константен недостиг, така да може би идејата тргна од ИКТ индустријата, но таа се пренеси и на другите индустрии. Во развојот на паркот ние го гледаме како еден национален проект во кој што треба да се земат учество сите индустрии, треба да земат учество државата и воено сите институции пред се универзитетите. Така да тоа е националниот технолошкиот парк не е ексклузивен проект на ниедна институција, на ниедна организација, него тоа дефинитивно го гледаме како еден национален проект кој што треба да се реализира конечно после долги години. Какво ќе биде значењето на овој технолошки парк во однос на подобрување на конкурентноста на македонските производи? Така, значи едно 10 години МАСИТ го заговара овој технолошки парк, значи ние изработивме и студија, изработивме и бизнис план. Во тоа време го нарековме Center of Excellence. И 10 години одиме во мисии, трейд мисии, проектни мисии, каде што гледаме примери од другите земји, и добри и лоши. Заклучокот кој што го донесовме во рамките на индустријата, јас сепак зборам од името на индустријата, е тој дека во некои земји добрите примери се токму во истражувачките капацитети, кои што помагаат на индустријата за понатамошен развој. Значи, индустријата во трката за пазар има недостиг на истражувачки капацитети константно, така да технолошкиот парк треба да биде еден објект, субјект, каде што тоа ќе се примени. Од друга страна, видовме и лоши примери, каде што технолошките паркови отишле во друга насока развојот, во насока на градење на недвижности, кои што подоцна биле валоризирани на некој друг начин. Значи, ние не сакаме тоа да си го дозволиме. Зашто? Затоа што крајната цела е секако економскиот раст, задржување на кадрите во Македонија и пред се оној недостиг за новите кадри да работат со нови технологии и со иновации во земјата, кој што ние како индикација од компаниите го добивме и од представниците на компаниите дека луѓето повеќе не заминуваат од компаниите или од државата заради подобра плата и повеќе пари, заминуваат затоа што немаат можност да работат на нови технологии и иновации. Дали во овој проект ќе се третираат само стартап заедниците или развиените компании? Никако. Во проектот значи треба да бидат вклучени сите, како што реков на самиот старт, значи бизнис заедницата, сите индустрии, државата, универзитетите, стартап компании, зрели компании кои што ќе бидат ментор на стартап компаниите, инкубатор кој што ќе ги донесе новите идеи таму, истражувачките капацитети се на едно место. Кои останати гранки ќе имаат полза од овој парк? Буквално сите. Значи, ние тргнавме, можеби, бидејќи природно ние да тргнеме од ИКТ индустријата, но како што ние имаме потреба од другите гранки, така да и другите гранки веќе имаат потреба од ИКТ индустријата и тоа се покажува дека е огромна потребата од ИКТ индустријата. Јас не можам да замислам гранка каде што нема инволвираност на некакви ИКТ решенија, така да подеднаква инволвираност, подеднаков ефект овој технолошки парк треба да однесе во сите гранки, стопански гранки. И до која развојна фаза е паркот? Очекуваме во наредните денови после празникот конечно да биде објавен, да биде презентиран еден концепт. Ја гледаме во моментот владата, Министерството за информатичко општество и Фондот за иновации како еден фасилитатор на сето тоа. Откако ќе биде презентиран концептот, треба да се договорат следните чекори и секој од институциите, организациите каква улога ќе превземе во понатамошниот развој. За на крај ќе ве прашам уште едно прашање. Вие како МАСИТ организација постоите долги години. Така. Постојано ги анализирате состојбите на ИКТ пазарот.
Каква е моменталната ситуација во Македонија? Има ли потенцијал за зголемување на оваа гранка? Има ли недостиг од кадри во оваа индустрија? Значи, потенцијал за зголемување на гранката воопшто не зависи од границите на Македонија. Значи, во светски рамки е потенцијалот за нарастот, односно на IT индустријата. Кадри во Македонија и во целиот свет се во постојан недостиг. Токму затоа ние како организација заговараме технолошки парк, воедно имаме разни програми за преквалификација на кадри, работиме константно на европски проекти за создавање на нови кадри, почнувајќи од основното училиште па да ги пратиме децата од основното училиште па до крај. Кадри нема, ни требаат. Ви благодарам на гостувањето во вестите на телевизија Нова. Ние продолжуваме понатаму со останатите вести.